Предходно погледнавме два прилози кои што најавуваат во делот на Меѓународниот ден на жената, што е она што се подарува, каде се сакаат жените да патуваат и да го искористат она што самиот празник како поволност го нудат туристичките агенции и слично, и што е она што најповеќе посилниот пол го подарува во однос на овој празник кон жената. Имено само една куса најава дека Меѓународниот ден на жената во раните или почетоците на 90-тите години е посветен на жената и се слави секоја година на 8 март. Имено овој ден настанал во делот на борбата на жената за постигнување на економска, политичка и социјална рамноправност. Токму на оваа тема, денеска ќе разговараме со Силвана Ангелевска, председател на Советот на Општина Битола, која што е жена, која што е во политиката и пред се, добре дојдовте во Мега телевизија. Добре ве најдов, вас, поздрав до гледачите на Мега телевизија. Силвана, ја начнувам оваа тема не заради нешто друго, бидејќи утре е празникот, меѓутоа ја начнувам бидејќи е многу важна кога станува збор за вклучување на жената, откако нели онаа борба се извојува за рамноправност со мажите, еве го добивме тоа, меѓутоа како котира жената денеска кога станува збор за вклучување во политиката? Ако зависи кај ќе го поставиме координатниот систем, малку со технички речник да се изјаснам. Значи, ако погледаме во едно глобално ниво, може да видиме две крајности. Онаму кај што жената е позиционирана во општеството, како што се современите европски земји, меѓутоа, за жал, има земји каде што жената е во една многу лоша позиција. Така да, меѓу две крајности во светот, јас секогаш велам дека ние сме една добра златна средина. Имаме една законска регулатива која што дозволува да жената си ги добие своите права и во политичкиот живот, и во економскиот, и во социјалниот живот. Меѓутоа, прашање, сепак, овие простори тука носат своји траги, своји предрасуди, своји стереотипи. Прашање како самата жена ќе се избори во општеството, а тоа општеството во Македонија, барем сигурно сум дека го дозволува. Се боревме за права, се боревме за рамноправност од типот на вклучување во бизнис, вклучување на гласот на жената, вклучување на она рамноправност, нели, како се вратам поназад, имаше моменти кога жената немаше право на глас во однос на политиката. Меѓутоа, од денешен аспект, кога една жена, покрај тоа што работи една сменена работа, за неја нема слободно време, таа ја продолжува втората смена околу семејството, околу грижата за домот, околу воспитувањето на детето, она што била примарна улога на жената во минатот. Како се носиме денеска со оваа рамноправност, ни тежи ли, така да се изразам? Па добро, нормално и според основните човекови права, рамноправност е едно од главните човекови права, така да, пак ќе речеме, на овие простори сепак носиме одредени траги. Може би биолошки сме предодредени да се грижиме, бидејќи жената раѓа деца и природно да се грижи за семејството. Нас и тоа не ни смета, ние сме двете жени, ние ја обожаваме таа работа. Сега како тоа се ќе се избалансира, ќе се искомпонира, пред се треба добри организациони способности. Ако добро си го организирате животот, има време да се посветите на се. И на работата, ево и во политиката, и на семејството, меѓутоа во секој случај, посебно за жена во политиката, ангажманот бара и голема подкрепа од семејството. Тука сме да разговараме за вклучувањето на жената во политиката. Колку е важно што ја имаме жената во политиката? Бидејќи некако се мисли дека политиката да е машкиот свет и тука нема простор многу за дискусија. Меѓутоа, сметате ли од ваш аспект дека мислењето на една жена, која што во себе носи огромен потенцијал, многу смиреност, така би рекла, добра организација, е неопходна кога станува збор за политиката? Апсолутно дека е неопходна. Тоа и го увиде Македонија како држава и баш влечејќи ги оние наши традиционални вредности, во 2003 се донесе закон кој што законски веќе го регулира учеството на жената во политиката. Со 30% беше од помалку застапениот пола, тоа е секако жената во Македонија, меѓутоа сега со новите измени 40% од жените мора да се на изборните листи, било тоа да се за локални или за парламентарни избори. Бидејќи жената е столб или
прочитав пред некој ден и намисла архитект на општеството, навистина со сите оние природни предиспозиции што ги има жената, темперамент, енергија, уште дури ако се земе етимолошки и генезата на самото човечно настанување, значи неопходно се жената да биде во политиката, не само за рамноправност, не само за еднаквост по законите, туку навистина енергијата која што има жената, организационите способности, начинот на работа, навистина се неопходни. И треба жените сами да се поттикнуваат да го дадат својот придонес. Значи, политиката не е машка професија во никој случај. Треба сите да го дадеме својот придонес за подобро општество, за подобро живење, подобра ситуација, економска, социјална. Општина Битола ги запазува оние нормативи според законот кој што беше донесен да има учество на жените. Ги имаме жените во нашиот совет. Постои комисијата за родова еднаквост. Јас бев сведок на многу пати правење анализи преку здруженија кои што работат на оваа проблематика во однос на увидување колку жената е вклучена, колку истата е активна. Како стоиме овдека во Битола согласно исполнувањето на законските норми? Имаме доволно жени каде што треба да ги имаме и каков е бенефитот од нив? Комисијата за еднакви можности правила навистина и присуствувала на многу семинари. Еве само да напоменам за гледачите еден интересен податок. Сум присуствувала на семинари каде што во земји во Европската унија, каде што навистина жените се наоѓаат во една ситуација да изнаоѓаат начини да се изборуваат за да бидат представени на политичката сцена. Например, имаше еден случај во Чешка, таму нема квоти како кај нас, отворени листи и најчесто се гласало за мажи на парламентарните избори. Навистина жените, организациите на жени се соочиле со големи проблеми да успеат да го зголемат во мал процент учеството на жените во политиката. Додека во оние скандинавски земји како што се Финска, Шведска, таму нема квоти, меѓутоа нивото на воопшто на живењето е такво да само по себе дури ми се чини повеќе од 50% е учеството на жените во политиката. Оно што значи на локално ниво што сме го анализирале, сепак се гледа онај учество на жената, најчесто жените менаџери. Не зборувам за листите за советниците, бидејќи тоа е законски регулирано. Она што значи, што не е законски, например, на раководни позиции, најчесто жените се во образование. Додека во јавните предпријатија, најчесто, односно сите кај нас во овој случај, една е жена сега. Од 7 јавни предпријатија, една имаме жена менаџер. Така да, се уште еве се гледа дека ова е еден еволутивен процес, бидејќи се работи за подигање на свеста. Законска регулатива имаме, меѓутоа постепено треба да се подигне свеста, да самите жени пред се сакаат. Ние жените немаме бариери од мажите. Еве тоа јавно го кажувам сигурно. Меѓутоа самата жена треба да е таа што ќе посака да биде на некоја раководна функција. Исто така може да се каже дека она што вие го споменавте во најавата, проблемот е малце повеќе кај руралната жена, кај жената ромка од националностите. Значи, повеќе тука се традиционалните вредности застапени да жената сама не сака да се насочува во овие води. Тука е нешто што треба навистина се поработи во иднина. Родово сензитивен буџет. Бевме меѓу првите општини кои што убаво и онака го спроведовме како што треба. Тоа го правиме во пракса изминативе години наназад, ако не се лажам. Има ли бенефит и успешна реализација? Ние се уште не можеме со сигурност да речеме дека имаме родово сензитивен буџет. Јас бев сведок дека во Европа родово сензитивен буџет има Австрија само и Финска ми се чини дел. Да се има целосно родово сензитивен буџет значи да буџетот одговара на потребите подеднакво на двата пола. Битола учествуваше во еден проект 3-годишен, See and Women, каде што наблюдувавме една програма, тоа е една специфична програма, каде што ако првично споменеме ќе испадне многу чудно, програмата за комунални дејности. Како би се одразиле аспектите на мажите и на жените во програмата за комунални дејности. Проектот беше таков што направивме ни протоколи и да креирањето на буџетот почне од потребите на самите луѓе во урбаните заедници. Протоколот предвидува, тоа значи во иднина уште повеќе ќе го продлабочиме,
предвидува дефинирање на потребите во урбаната заедница, каде што ќе се присутни мажи и жени. И еве сега да споменам на претходното прашање, во Битола имаме само една председателка на урбана заедница. Били порано местни заедници, другите сите се мажи. Зошто е тоа така? Дали оној менталитет, повторно традиција, се навраќаме, немаат ли доволно храброст македонските жени или конкретно битолскиве да се изборат за позицијата, бидејќи потенцијалот го носат, го имаат? Сигурно дека потенцијалот го имаат. Може би треба малку повеќе храброст. Работевте и на програми кога станува збор за вклучување на руралната жена, бидејќи знаеме обкружувањето на Битола има повеќе населени места нели кои што се од руралните средини, вклучување на жената при носењето на одлуките на ниво користење на бенефиции кои што еве владата, државата ги нудеше за вклучување на бизнис на руралната жена. Како стоиме во тој дел? Па јас се и напоменав во одговорот на минатото прашање дека навистина се уште руралната жена е буквално на традиционална домакинска жена во поголемиот процент од случаите. Тука треба добро да се поработи. Навистина се нудат овие последни неколку години, нели, жена земјоделец. Да. Со многу програми има кои што вклучуваат покрај жена земјоделец, предприемач и така натаму. Јас немам моментално, сигурно ви како новинари тоа повеќе ќе го проучите, немам одредени податоци дали тој процент се наголеми, сигурно се наголеми. Меѓутоа, сигурно нашите досегашни истражувања, од досегашното искуство што сме го имале со Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените, навистина за руралната жена навистина треба да војнина се охрабрат. Реков дека ова е навистина еден процес на охрабрување на жената. Ги има сите можности, поддршката од семејството да го има и да се охрабри е доволно да се успее во било кој сегмент од животот. Ќе се навратам на бизнисот, како општина Битола, како совет на општина Битола, вие генерално имате соработка со организации, со здруженија граѓански кои што работат на оваа проблематика. Ќе споменам организацијата на жени кои што во неколку наврати одржуваше и презентации, одржуваше и трибини во смисла на тоа како жената треба да се вклучи и како да се охрабри. Колку сметате дека еве конкретно битолската жена кога би започнала еден самостоен бизнис преку оние програми од Агенцијата за вработување кои што исто така државата ги покрива, дека ќе биде успешна? Тоа е првото прашање, а второто прашање е секогаш кога една жена ќе се одлучи да отвори бизнис, секогаш е нешто што е врзано со домот. Дали се тоа изработка на колачи, дали се тоа, воспитување на деца при отворањето нели на центрите за ран детски развој. Зошто е тоа така? Се плаши ли жената? Еве повторно ќе го актуализирам ова прашање, стравот. Се плашиме да успееме или се плашиме од погледот кога ќе се вратиме дома од сопругот кој што можеби котира малку пониско во однос на напредокот на кариерата? Не би рекла дека се плашиме. Ако го погледате исто статистиката, ќе видите дека процентот на жени кои што се бават, например, со технички науки, јас сум една од нив, е навистина голем. Што ако одиме по тие стереотипи, ќе речеме дека техничките науки се машка професија. И да погледате дека и студентите кои што доаѓаат на техничките науки се повеќе во голем процент веќе од женскиот пол. Така да не постои некој страв. Можеби во отварање на бизнис би отворил секој бизнис онаму кој што е најдобар. Навистина не ги делиме, јас барем лично не ги делам работите на машки или женски, меѓутоа сигурно секој онаму кој што е најдобар би го отпочнал својот бизнис. Најверојатно на тоа се дали тука може би игра улога она економска зависност? Бидејќи генерално такво ни е општеството, мажите се оние кои што се подобро платени или имаат подобро платени професии наспроти жените. Значи ли тука дека таа економска зависност не спречува? Економската зависност, односно ова што го зборувате дека жената е помалку платена во истите професии од мажите, веќе е податок што и на светско ниво се кажа дека 23% жените се помалку платени од мажите. Дали тоа се должи на физичките предиспозиции кои што ги има жената и мажот? Сигурно натаму ќе се истражува. Меѓутоа не е само проблем во Битола, туку е проблем кој што е на едно генерално општо ниво, светско ниво. Така да има навистина
жената во Битола посебно, односно во Македонија, има поле во кое што треба да се избори понатаму, да ги постигне тие исти норми како што се мажите. Еве, ние ги охрабруваме сите жени и посебно ја споменавте организацијата на жени во Битола, која што е навистина со една 70 годишна традиција. Навистина има председателка која што е навистина многу темпераментна, многу борбена. Не само таа организација, ние соработуваме како Комисија за еднакви можности со неколку други прекрасни организации каде што навистина значително се борат во охрабрување на жените, во подигање на свеста, во освестување, и тоа го работат навистина години и години уназад, многу масовно. Лично прашање, зошто сте во политиката? Што е оно што ве мотивираше и што ве натера да зачекорите на тој пат? Лично вас, кога знаеме дека сте професор, нели, по вокација на Техничкиот факултет во Битола, техничките науки само ги споменавте, доктор на науки, ако не се лажам, сепак се одлучивте да зачекорите во ова поле. Кој беше предизвикот? Тоа беше сосем случаен момент, кога ќе се вратам пред околу 8-9 години, инаку предходно навистина ангажманот околу работните обврски беше голем, магистрирање, докторирање, гледање на деца кои беа мали во тој момент. Некако беше се тоа случајно. Еден мој близок ми рече, па ако вие, интелектуалците, не се вклучувате во политиката, кој сакате да води политиката? Тој беше предизвикот. А самото тоа да се кандидирам за советник на локалните избори во 2009 година беше едноставно да го дадам својот придонес за доброто на општина Битола. Тоа беше основниот мотив и малку предизвик да се види како е малку подинамичен живот, бидејќи политиката е навистина тензична. Во овој момент сега да и имате ли планове за утрешниот ден? Го споменавме 8 март, ќе отпатувате ли некаде или едноставно баш ќе се повлечете во домот и ќе одморите? Какви се плановите? Ево, вие најаната кажавте како се генеза на овој празник, да речам, на Меѓународниот ден на жената. Меѓутоа, јас не сум присталица на некои патувања специјално за овој ден или посебно забави. Навистина сакам повеќе да одморам на овој ден во семејството, бидејќи можеби најубавиот ден, вака сега кога доаѓаат за емисијата, најубавиот аспект на овој ден ми е кога децата ги пишуваат пораките до мајката. Најмногу ме асоцира овој ден на тоа. Има пред неколку дена работев на една тема, не сакајки припишување домашно, така ќе се изразам. Писмо испратено до најдобрата мајка на светот. Проблем за чичковците поштари кои што не знаеа каде да го упатат писмо. Сите мајки се најдобри на светот. Тоа ми се чини најубавиот аспект на овој најубавиот подарок. Силвана, ќе ви поставам уште едно прашање кое што можеби морам да го поставам. Доаѓа период кога не очекуваат локални избори. Какви ќе бидат случувањата, ќе имаме ли жената дополнително активна? Не онај законскиот дел согласно колку се бараат на листа, и дали ќе бидете дел од планираното она што допрва не чека? Па добро, локалните избори, еве сега, вчера слушавме дека неизвестно е кога ќе се одржат навистина и јас не знам каква е законската регулатива. Ние имаме мандат од 4 години. Мандатот завршува негде, нели тие беа, изборите беа околу крајот на март, почетокот на април, верифициравме мандатите. Жената сигурно е активна. Вие сте сведоци на многу активности на различни партии, каде што бројноста на жената е се поголема и поголема. За мојот личен ангажман, навистина, јас мислам дека го дадов својот придонес како советник. Не би се кандидирала повторно за советник на... Значи ли ова повлекување од политиката? Не. Тука сме, знаете, кој ќе се влези во овие води, тешко е да се повлечи човек, зашто веќе тоа е една верижна реакција, меѓутоа, ајде да видиме што ќе покаже времето. Прво нека се дефинираат кои ќе бидат тие локални избори, па ќе видиме. Јас ви благодарам што ми бевте мој гостин денеска. Ќе ви посакам најголем успех на секое поле каде што ќе помислите и се надевам дека ќе ви имаме повторно во ова студио на Мега телевизија и ќе разговараме и на други теми кои што дефинитивно не засегаат сите, а вие сте тука да ни дадете одговор како личност со огромен капацитет и потенцијал кога станува збор за доброто на градот. Ви благодарам, само сакам да упатам еден апел, не до жените. На жените среќен празник, ама јас ќе го упатам апелот до мажите. Почитувајте жената секој ден, не само на овој ден.
бидејќи 365 денови во годината жената заслужува да биде почитувана и сакана. А сега ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со утринската програма. Предлагам малку музика за да се изрелаксираме дополнително.